Добро вечер. Второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Во него ќе се потсетиме на најважните настани кои одбележаа изминатава недела. Усвоени измените на Законот за пензијско и инвалидско осигурување. Со измените на законот ќе им се признае стажот на земјоделците од 1978 до 1988 кој досега беше сопрен. Завршија првите уписи на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Интересот за медицинските факултети доминира и годинава науката. Полскиот амбасадор во Македонија Јачек Мултановски во посета на општина Виница. На средбата се разгледаа можностите за јакнење на соработката со општини во Полска. Владата на Република Македонија во петокот ги усвои измените на Законот за пензијско и инвалидско осигурување. Со измените на законот ќе им се признае стажот од 1978 до 1988 година, кој досега беше спорен. Барањата на земјоделците за полесно доаѓање во пензија се прифатени. Владата на последната седница ги усвои измените на Законот за пензијско и инвалидско осигурување. Со ова законско решение им се излегува во пресрет на барањата на Сдруженијата на земјоделци, синдикатите и голем број на граѓани, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на пресконференција. Се решава значаен проблем со кој што се соочуваат неколку стотици индивидуални земјоделци, при што со усвојувањето на овој закон од страна на собранието ќе се создадат законски можности оваа група на граѓани да се стекне со старосна пензија. Со ова законско решение се излегува во пресрет на барањата на Сдруженијата на земјоделци, синдикатите и голем број на граѓани. Очекувам многу брзо законот да влезе и во собраниска процедура. Со овие измени се предлага да се воведе законска можност на земјоделците да им се засмета во нивниот стаж и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година, со што би се создале можности за исполнување на минималните услови за стекнување со старосна пензија. По освојувањето на овој закон од собранието ќе се создадат законски можности неколку стотици индивидуални земјоделци да се стекнат со старосна пензија, а примената ќе започне од 1 јануари идната година. Осигурениците кои што имаат статус на индивидуални земјоделци, заради исполнување на условите за остварување на право на старосна пензија, во нивниот стаж на осигурување ќе се засмета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој што траеше од 78 до 88 година, доколку земјоделецот бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е платен за време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците. Председателот на Асоцијацијата на земјоделци на Македонија Ефтим Шаклев изјави дека со ова решение на владата навистина ќе се тргне голем товар на земјоделците за нивниот пензионерски живот. Званично ќе изнесе свој став следната недела. Затоа може да бидат спокојни пензионерите кои навистина не беа во можност досега да го упишат својот стаж од 1978 до 1988 година од непознати причини, не можеа да го остварат своето право на пензија, бидејќи иако и беа платени сите давачки и фалеше стаж од 10 години, а тие што беа во пензија пак има намалена пензија во износ од 10 години, што не беше исто признаена како платено. Така да оваа вест навистина предизвика радост кај поголем број од постарите земјоделци на кои се измирени обврските спрема пензиско. Исплатата на пензиите ќе чини околу 34 милиони динари, за кои владата ќе ги извои од буџетот во 2016 година. Во посета на Виница престојуваше полскиот амбасадор во Македонија Јачек Мултановски. На средбата со градоначалникот Емил Дончев беа разгледани можностите за јакнење на соработката со општини во Полска. Полскиот амбасадор Јацен Мултановски денеска беше во работна посета на општина Виница, каде се сретна со градоначалникот Емил Дончев. На средбата тие разговараа за досегашната соработка помеѓу општините Киелце и Виница и за идни проекти на кои може да работат овие две општини.
Градоначалникот Дончев истакна дека во иднина ќе се работи на доста значаен проект од областта на културните вредности во државата. Еден од тие значајни проекти е изградбата на нов современ музеј во Виница. Отпочнуваме еден многу значаен проект за општина Виница, како и за Македонија. Значи, општина Виница заедно уште со 8 градови од 8 држави членки на Европската Унија во престојниот период од Киелце ќе почнат еден заеднички проект. Само како што споменав, Виница и Македонија не се членки на Европската Унија и благодарение на општина Киелце ние сме прв град од Македонија што ќе учествува на еден ваков проект. Со Киелце и со Република Полска веќе сметаме како на стратешки партнери и токму денес во посета на општина Виница е амбасадорот на Република Полска во Македонија, кој е туку е дојден како подршка за целата оваа соработка помеѓу Виница и Киелце, и јас сметам дека тој ќе ни биде значајна логистика во следниот период да ја продлабочиме соработката со градот Киелце во Република Полска. Конкретно, ние избравме 7 најдобри ученици од средното училиште Ванчо Пркис, 6 и нивниот ментор. За почеток тие, почетната фаза на проектот е да разговарат за културните вредности на државите и значајноста на учеството, на членството во Европската Унија на државите. Значи, од овде како прва фаза ќе почне проектот, а потоа секој од државите ќе промовира по еден проект кој што ќе го финансира Европската Унија. Имаме неколку планови, еден од нашите идеи е изградба на музеј, нов музеј, современ музеј кој ќе ги представува, во кој ќе бидат теракотните игри и другите артефакти што се пронајдени на територија на општина Виница. Амбасадорот на Полска во Република Македонија Јацен Мутановски задоволен од досегашната соработка со општина Виница на денешната средба истакна. Ja się bardzo cieszę, że jestem tutaj w Winnicy. Mnogo se radujem što sam ovde vo Vinnica i sa sopstvenite oči možem da vidim što se случува vo Vinnica. I ten przykład... Господин градоначалник ги спомнуваше конкретни примери. За мене е најбитно да постои волја, заинтересираност за соработка. И покрај тоа што не постои уште официјален договор на хартија, тој вид на соработка може да биде модел и пример за соработка на другите градови во Македонија. Градоначалникот Дончев и амбасадорот Мутановски по работната средба во кабинетот на градоначалникот го посетија и музеот Теракота, индустријскиот дел на Виница, како и гостителските објекти со кои располага општината. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев почна со продажба на книги кои се резултат на владиниот проект за превод и издавање на стручна и историска литература. Листата на наслови за продажба содржи околу 10.000 книги. 10.000 книги официјално од денес ќе се продаваат во градската библиотека Гоце Делчев во Штип. Книгите се дел од проектите на владата на Република Македонија. Со ова продолжува динамиката на промоција и пуштање во оптек на нови книги, нови стручни литератури и нови знаења во нашето општество. Непознатата Гоцева мисла, јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите. Ја води и оваа библиотека, го води Министерството, ја води и владата на Република Македонија, на кои што сме им бескрено благодарни затоа што со овој чекор што го направија, со овие огромни проекти, ќе го зголемат културното ниво, единствено нешто, најголемата алатка, највредното нешто што може некој да ти го даде е знаењето и развојот на сопствената мисла. Тоа може да се постигне единствено со овие книги. Рафтовите на оваа читална, како и на сите библиотеки ширум државата, постојано се полнат со нови книги. Любителите на добрата книга ќе имаат можност да купат научни книги и учебници, од кои се учи и на врвните универзитети. Звезди на светската книжевност, врвови на светската филозофија, психологија со психоанализа, 130 тома македонска книжевност, превод на 130 тома македонска книжевност од македонски на англиски јазик, превод на делата на албанските и турските автори на македонски јазик и македонски искушенија, како и на 5 дополнителни
изданија од проектот 135 тома на македонски и на англиски јазик. Цените на книгите се движат од 160 до 700 денари. Сите заинтересирани кои што сакаат да збогатат домашната библиотека, можат да си купат книги во просториите на градската библиотека, секој работен ден од 8 до 15 часот. Насловите и цените на книгите се објавени на веб страната на библиотеката. Завршија првите уписи на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Интересот за медицинските факултети и годинава доминира на Штипскиот универзитет. Како претходните два, така и последниот ден од првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев ги исполни очекувањата на раководството. До денес до 11 часот својата иднина на Штипскиот универзитет ја препознале околу 1600 идни студенти. До крај на денот ќе имаме званични информации, рангирањето ќе биде направено некаде во подоцнешните вечерни часови, бидејќи треба ова е последно рангирање, по основ на кое што после завршените приемни испити на трите академии во вторник, кандидатите кои што веројатно почувствувале дека може би се обесправени или сметаат дека има некоја техничка грешка направена, дека ќе поднесуваат пријави, односно приговори. Така да веројатно некаде до 21 часот максимум ќе ги имаме рангирањата на сите оние кандидати. Проректорката Јаневич Ивановска истакна дека бројката од 1600 студенти или 45% од очекувањата одговара на предвидувањата на факултетите. Факултетот за медицински науки е веќе 70-80% полн, техничките факултети постепено си се полнат. Вториот уписен рок е пријавен пик, да кажам, на студентите од останатите факултети. Мислам дека е веќе објективно, стандардно си оди полека, иако може би навидом изгледа се чувствува дека како да нема никој. Меѓутоа студентите веќе научија дека гужвата не значи дека и ќе се запишат или нема да се запишат, а на комисиите им дава на некој начин поголема можност на секој кандидат внимателно да му објаснат и да му дадат одговор за се што ги интересира. По секој случај, како што спомена проректорката Јаневич Ивановска, пораст на оваа прелиминарна бројка се очекува во текот на вториот уписен рок, кој ќе се случи на 24 август, до кога најверојатно од Министерството за образование ќе бидат нострифицирани дипломите на оние кои средното училиште го завршиле во други држави, зашто во неколку наврати беше сугерирано од страна на раководството на Универзитетот Гоце Делчев. Секако предвидени и трет уписен рок, кој ќе се случи на 4 септември. За потсетување, според објавениот конкурс на 12 факултети и 3 академии, имаше слободни вкупно 5390 места, од кои 3172 за редовно студирање во државна квота, 1208 за редовно студирање во квотата со кофинансирање и 1010 за вонредно студирање. Од вторник до 21 август во средните училишта ќе се полага државна матура. Ќе полагаат оние матуранти кои во јунскиот испитен рок не беа тестирани или не успеа да положат некој од предметите. На 18 август ќе се одржи испитот по задолжителниот предмет мајчин јазик и литература. Во среда матурантите ќе полагаат странски јазик, а во четврток ќе се полага математика. Во петок се испитите по предметите естетика, филозофија, хемија, физика, биологија, историја и бизнис. На ова тестирање ќе треба да се појават 2229 матуранти кои не полагале во јунскиот рок. Полагањето ќе почне од 10 часот и предвидува тестирање по 3 екстерни и 1 интерен предмет. Македонското еколошко друштво спроведе попис на штрковите во Македонија. На истокот се избројани околу 360 гнезда, а околу половина се во Кочанскиот регион. Македонското еколошко друштво со официјални податоци од пописот на гнезда на штркови. Во нашата земја има 817 гнезда на штркови во кои живеат 1023 млади и 1638 возрастни штркови. Од вкупно 817 гнезда, 361 гнездо се најдени во Источна Македонија, од кои 153 се во Кочанско поле. Селата Облешево и Чифлик имаат повеќе од 20 гнезда. Општина Чешиново Облешево го има најголемото гнездо. Оваа општина на истокот е препознатлива по белиот штрк, а од минатата година е дел од европската мрежа на села на штркови, пошто локалната самоуправа реши оваа птица да стане нејзин заштитен знак и да започне поголема грижа за нејзино опстојување. На 5 мај жителите на општина Чешиново Облешево го одбележуваат и денот на белиот штрк, што е карактеристика за
за целиот оризопроизводен регион. Изминатиот период пописот се спроведен из цела Македонија, а во истиот период попис на штркови се правеше и во европските земји. Популацијата на штркови во Македонија е следена во периодот од 2002 до 2012 година во Пелагунија, кога е забележан пораст од 220 на 320 гнезда. Од Македонското еколошко друштво информираат дека со намалување на старите големи дрвја се зголемил бројот на гнезда во непосредна близина на човекови населби, а посебно по бандирите. Гнездата пак кои се наоѓаат на кровови имаат голема подршка од луѓето кои често и самостојно водат грижа за нивното зачувување. Последен попис на штркови е направен во 1958 година од страна на научникот Јоветич. Тогаш во Македонија имало 1132 гнезда или 315 повеќе од сегашниот спроведен попис, а во нив имало 3576 млади за разлика од сега. Акцијата ја спроведува над 20 волонтери и локалното население во повеќе од 1000 села во државата. Штраковите во Македонија се сметаат за богатство и тие се чест символ во многу легенди и преданија. Добиточната храна се помалку ја има во регионот. Сушата и проблемот со редовно наводнување ги намалија површините под овие земјоделски култури. Цената ја плаќаат сточарите, кои сега луцерка наместо по 5 купуваат по 10 денари за килограм. Одгледувачите на добиток тешко доаѓаат до добиточна храна потребна за престојната зима. Понудата е намалена поради што и цената на килограм луцерка, на пример, од 5 денари за кратко време порасна на 9 и 10 денари. Како главна причина за ваквата состојба, земјоделците го потенцираат недостигот на вода кога таа беше најпотребна. А вода немаше, бидејќи Кочанска општина има, сама Кочанска општина има 4500 хектара за наводнување, претежно 90% се под оризово насади, а додека Светениколска општина и Штипска општина, заедно двете општини имаат околу 2200 хектара за наводнување. Проблем беше прв откој што фалеше, едно 6 милиона кило фалат детелина од првиот отказ. Првиот отказ беше помалку даде ради поплавите и ради тоа. Вториот исто суша беше, не падна дожд едно 50 дена и затоа детелина фали. Освен ова, земјоделците забележуваат и на нередовното водоснабдување. Не треба вода, знаете, да пуштат рано водата. По април треба да биде пуштена каналите. По моје мисло, знаете ли. Нема веза што тука нема оризали. Има други производства што се рано, пролетни на места. Другата причина е сушата само, бидејќи нема косено трави, ливади и ред други работи. И третата причина е поплавите во Битолско. Значи, однесоа голем дел од фуражните посеви, односно се уништени, тие тешко ќе се врнат неколку години, така да луѓето се доваѓаат од Овчеполијата и носат од Пелагонија и носат фуражни, односно претежно луцерка носат за Битола. Во Кочанска најголем дел од површините се засејани со ориз, додека во Овчеполието на вода чекаат повеќе земјоделски култури. Во едни вакви услови цената на луцерката им оди во прилог на оние кои ја имаат за продажба додека е превисока за одгледувачите на добиток. За првите таа е реална и со неа можат да се покријат производствените трошоци. Према трошкот за нејзи што има, сите од 9 до 10 треба да се движи. Иначе она беше 5,5, 6. Лани се најголема цена беше 7,5 денар толку. Па според нас треба 10 денар да биде цената. Најновите потреси во делот на обезбедувањето резерви со добиточна храна уште еднаш покажува дека се уште во овој регион недостига планско производство кое се заговара по долго време. Неодамна министерот за земјоделство најави силна заложба работите да се стават на вистинскиот колосек, алудирајќи на раноградинарското производство, но очигледно ваквиот начин ќе треба да почне да се применува и во делот на фуражните култури, доколку сакаме да го одржуваме и стимулираме домашниот сточен фонд. Во продолжение проследете што се подготвуваат општина Берово за етнофестивалот и општина Македонска Каменица за денот на градот 28 август. Богатата музичка понуда е приоритет на овие две општини за да ги задоволат сите вкусови на бројната публика. И оваа година ќе имаме едно проширено издание на етноплоштад фестивалот, кој се надевам за сите љубители ќе биде една убава можност да поминат неколку дена во најубавиот дел од државата, тоест во Берово. Значи оваа година имаме честа во Берово да настапи едно од најголемите балкански звезди, тоа е Здравко Чолич, име кое
легенда за многу голем за многу генерации, така да кажам. Покрај Здравко Чолич имаме исто така многу други големи звезди. Имаме гости од Франција, една група која ќе настапи, и еден познат и интересен изведувач од Австралија. Интересен концепт, интересна програма, така за сите оние кои што ја сакаат добрата музика, добрата забава, здравата убава храна, можат да дојдат во Берово и да уживаат. Ние ќе се погрижиме да им обезбедиме покрај на нашите малешевци и беровци задоволство и на нашите гости мега спектакл со тоа што го обезбедивме да присуствува на еден бесплатен концерт, најпопуларната мога да рече балканска мега звезда, за сите генерации има популарност, како што рече претходниот представник на општина Берово. И во исто време ги каним и сите и од соседна Република Бугарија да дојдат да не посетат, бидејќи и таму се вика Малешево, и таму и Малешевци. Така да ние ќе направиме се да го тоа е на по-широко поле експонираме во позитивна смисла овој етно фестивал. Учесникот во најголемото балканско шоу X Factor Боби Мојсовски ќе биде дел од програмата на Каменичкото културно лето. Освен него, на седмата поред манифестација која традиционално од 25 до 28 август се одржува во Македонска Каменица, ќе настапат и познатите македонски бендови Нокаут и Супер Хикс. Подготвуваме добра програма за Каменичко културно лето. Значи, од македонската сцена ќе учествуваат Нокаут, Супер Хикс, ќе имаме културно-уметнички друштва кои што ќе учествуваат една вечер од Каменичко културно лето. Ќе имаме една вечер учество на етно состави од Република Македонија, така да една убава програма се планира од 25 август. Освен овие музички мине на 28 август на самата прослава на Денот на градот, во Македонска Каменица ќе настапи и едно од најпознатите балкански пејачки Минја Лепа Врена. На 28 август на Денот на општината и Денот на рударите, кога ќе имаме треба да биде овде Лепа Врена, балканската звезда, и се надеваме дека ќе го привлечеме вниманието на сите граѓани од Источна Македонија да бидат и на 28 август, но и на претходните дониви на кои што нудиме една добра програма. Инаку Каменичкото културно лето е манифестација која финансиски е поддржана од рудникот Саса и општината Македонска Каменица со материјално-техничка поддршка на локални институции од општината. Бројот на загинатите во силните експлозии во кинескиот град Тијанџин достигна до 112, а по 95 лица се уште се трага. Од исчезнатите 85 се пожарникари. Повеќе од 720 луѓе стануваат во болница четврти ден по несреќата во средата, која во почетокот беше одредена од локалните жители како фрлена атомска бомба. Во запалените магазини имало повеќе од 100 тони натриум цијанид. Земјотрес со интензитет од 5,6 степени според Рихтеровата скала погоди неколку села во јужна и централна Гватемала. Земјотресот не предизвикал штети, а засега нема информации за евентуални жртви. Епицентарот бил на околу 80 км јужно од Гватемала Сити, а земјата се наоѓа во ризична област во која се спојуваат карипските и североамериканските тектонски плочи. Еквадорскиот председател Рафаел Кореја прогласи воредна состојба поради будењето на вулканот Котопахи во близина на главниот град Кито. Вулканот се смета за еден од најопасните на планетата, токму затоа се евакуирани неколку населби. Поради загадувањето на воздухот, локалното население почна да носи медицински маски. Ова е прва ерупција во последните 7 децении и е фријатска ерупција, која од вулканот избива пепел без изфрлање лава. Македонската кошаркарска репрезентација со дуелот против Венецуела ги заврши подготвителните надпревари на домашен терен и сега ќе следуваат надпреварите кои Македонија ќе ги игра во Литванија, Шпанија и во Летонија. На последните два дуела со Венецуела во Гевгелија и со Израел во Скопје
Ситните повреди го одредуваа составот на 12 играчи на кои сметаше селекторот Маријан Срабиновски. Во Скопје против Израел надвор тимот беа Александар Костовски и Марко Симоновски, додека во Гевгелија Венецуела ја скукна Александар Костовски, Војдан Стојановски и Кирил Николовски. Во текот на надпреварот на повреда се пожали Дамјан Стојановски, кој потоа не се врати во игра. Повредите на сите играчи се санирани, а на следните надпревари селекторот Срабиновски нема да смета на Кирил Николовски, што значи дека во конкуренција се 14 кошаркари, откако на вчерашниот дуел со Венецуела првите минути во подготовките ги имаше и Ричард Хендрикс. Македонија следниот надпревар ќе го игра на 18 август против Литванија. Ова беа настаните кои одбележаа изминатава недела. Имајте пријатна вечер со нашата програма.